Ајде да зборуваме за нешто од кој сите патиме. Нешто од кој сите губиме, а сепак молчиме, бидејќи наводно и не сакаме да судиме. Денес јас не молчам. Застанав храбро на оваа говорница каде сакам барем еднаш да се чуе мојот глас. Народе, па до кога ќе молчиме? До кога млади животи ќе броиме и само сочувство ќе изразуваме? Сигурно чекате да слушнете како ќе ја попала нашата мала држава. Пред 10 години го изгуби дедо ми. На негови 59 години. Звучи младо, нели? Но јас не го изгубив поради оно како што кажуваат, таква му била судбината. Го изгубив поради институциите кои клетва земаат во своите бели мантили дека животи ги спасуваат. Со крвави раце од операционите сали излегуваат. Правивме се што можевме. Ладно ти кажуваат, 7 дена во Скопје го браќаат. Оттаму, мртов во копчег дома ни го браќаат. И што може тогаш да се случува во главата на 9-годишно девојче кое за миг останува без својот најдобар придружник од своето детство? Ништо. Ништо освен да гледа и да плаче и денес пред стариот кауч кој ќе се сети на тие моменти. Замислете, институциите не го изгледаат само дето ми. Зема и мајка која стотици пати бараше помош. Им се доверуваше на тие лажни, црни, проклети институции, кои ги помогна през физичкото насилство. А таа сирота, немајќи друг избор си го одзеде животот, со себе го победи и своето мајкино, за да не трпи како што трпела само до таа. Институциите во соработка со тој проклет систем ни одзедоа 63 ангели. 63 за секогаш црни семејства. 63 за секогаш затворени столчиња. Како да останам тука, а да се чувствувам слободно и безбедно? И дали постои институција која може да ја плати секоја падната солза на една предана за црната мајка? Дали постои место на кое може да се утеши еден татко за својот син единец? Дали постои систем кој може да ги врати сите прегазени на пешачки? Не даде само 3 години затвор. Кажете ми. И замислете, врски се барале за живот да спасат. Тоа е син на братеникот. Направете се што можете за него да го спасите. Народе и душа би даде за него да го спасат. Каде се оние сиромашните? Зарем не им се живее? 100.000 евра за операција во Турција, се збираат донација, детето не издржува, умира. Како да останам јас тука? Почитувани, тогаш јас го изгубив дедо ми, лани вие го изгубивте другарки, денес сите ние ја изгубивме храброста да кажеме стоп на ваквите пропаганди и неправди. Светот на мајките. Само чудесно тајно веруваат. Децата кои мечтаат, децата кои сонуваат. И ние бевме деца, мечтаавме дека реалноста е совршена. Но денес кога пораснав разбрав, се пронајдов во стиховите, утре ме нема. Да ме жалите, дигни глава нагоре, ново утро и добро е. Народе, ова е приказната, ама не од светот на бајките, туку од пеховот на Данте Алигиери. Јас не можам да го вратам дедо ми, ниту тие 63 ангели. Но ако продолжиме да молчиме, ова утре ќе стане нечија, нова приказна.